нашата земја македонска е ова европска Македонија. Ви благодарам, почитувани мои сограѓани, за ова огромна масовност, за овие илјадници наши граѓани излегле овде ден недела да испратат една многу сериозна порака во вистинско време, на вистинско место. Ви благодарам што дојдовте заради пораката од денешниот ден, а пораката е: сакаме иднина, сакаме европска Македонија. Почитувани граѓани, сите ја чувствуваме одговорноста во времето во кое што живееме. Ова е одговорност на нашата генерација. Ова е одговорност токму на нас. Од нас зависи иднината на нашата Македонија. Од нас зависи иднината на нашите деца и на децата што доаѓаат после нашите деца. Никој друг за нас не може да ја донесе оваа одлука. Но јас знам, нашиот народ, нашиот мултиетнички народ во нашата заедничка убава Македонија е исправен сериозно пред крупна одлука и знам дека ќе се носи со сериозноста на одлуката. Ќе обезбедиме иднина на нашите деца, ќе обезбедиме европска Македонија. Не беше пред еден век, 8 септември 1991 година. Тогаш нашиот народ обединето, сплотено, заедно, здружено, донесе одлука. Гласаше за нашата независност. Исполни вековна аспирација на нашите дедовци и прадедовци. И тогаш не беше лесно. И тогаш имаше дилема дали ќе не биде, дали некој ќе се намерачи на нашата земја. Како ќе обезбедиме грејење на градинките и училиштата во државата. Како ќе можеме да одиме напред како сите земји, а валута национална немав? Се уште многу прашања беа испоставени пред нас. Но луѓето гласаа со разум, гласаа со љубов за својата земја и излегоа во огромно мнозинство, сплотени и донесоа одлука со кој што и тогаш и до ден денеска сите се гордееме. Гласаа за независна Република Македонија. Јас бев млад, 17 години имав и слушав и во мојата Струмица и во мојата Македонија како имаше озарени лица, жагор, радост, среќа, затоа што сме отвориле душа и срце и сме донеле исправна одлука. Сме обезбедиле парче грудка земја за генерациите што доаѓаат. И од тогаш наваму и јас, како тогаш млад човек, заедно со сите граѓани, сонуваме еден сон кој што денеска има голема шанса да стане наша реалност. Сонувавме за земја која што ќе биде рамо до рамо со сите модерни и развиени демократски земји, каде што децата ќе имат перспектива, каде што ќе има добро образование, квалитетно здравство, каде што ќе има економски раст и развој, каде што ќе има прогрес, каде што ќе има насмеани и озарени лица. Сонуваме сите, почитувани сограѓани, 27 години. И еве денеска донесовме крупни одлуки и денеска сме исправени конечно да го оствариме овој наш сон. Конечно сите заедно да зграбчиме ова уникатна шанса. Конечно да излеземе и се исправиме пред предизвикот на нашата генерација. Конечно да обезбедиме иднина европска
за нашите деца, за генерациите после нас. Ова наше заедничко патување, сиве овие 27 години, е на дофат до остварување на сонот наш заеднички за Европска Македонија. Сите генерации од почетокот на независна Македонија зборуваа за перспективите од Европската Унија и НАТО. Не постоеше собир на граѓани овде во Скопје или било каде во Македонија кога се ветуваше Европска Унија и НАТО, затоа што тоа се нашите стратешки цели, нашите стратешки определби. Тоа се прашања зад кои што стоиме сите. Сите граѓани по етничка определба, сите граѓани по политичка определба, сите граѓани по верска и културолошка определба. НАТО и ЕУ не поврзува сите. Затоа ова аспирација конечно имаме шанси да ја зграбчиме и да бидеме горди, оти сме успеале. Кога стана веќе јасно дека политичарите во државата, институциите, влада, парламент почнаа да носат исправни одлуки, од кога стана јасно дека си го обединивме општеството, се сплотивме дома сите со нашата убавина на различности кои што има само Македонија од целиот свет. Кога стана јасно дека сме решени конечно да ги отклониме пречките кои што не кочија сиве овие 27 години, да склучуваме договори, да градиме пријателство, почна и параметрите во државата да се дигат. Конечно после години имаме раст од 3,1% на бруто домашниот производ. Имаме зголемен извоз за 17% во првото полугодие во споредба со лани. Имаме намалување на невработеноста во државата од 21,7 на 21,1%. Имаме зголемување на вработеноста на младите за 7,2%. Имаме за едно полугодие 325 милиони евра странски инвестиции, 3 пати поголеми од лани истото време. Имаме раст и развој, а само во најава еднината на која што толку и се радуваме и толку ја очекуваме. Можете ли да замислите, почитувани граѓани, какво ќе биде темпото, каква ќе биде динамиката, колку ќе биде растот во државата, колку ќе има големи странски инвестиции во Македонија? Можете ли да замислите колку брзо ќе паѓа невработеноста во Македонија? Можете ли да замислите колку брзо ќе се враќа среќата во државата? Можете ли да замислите дека ќе ја спречиме конечно миграцијата на младите луѓе од нашата убава Македонија? Затоа, почитувани мои сограѓани, патриотизам е да си ја осигураме иднината на нашата земја. Европската Унија и НАТО се единствен пат по кој што сака, може и треба да се движи Македонија. За нас не постои алтернатива, затоа што тоа е нашата надеж, затоа што тоа е нашата верба, затоа што тоа е нашата мотивација, затоа што тоа е нашата водилка за подобар живот за сите граѓани овде во Европска Македонија. Затоа, почитувани сограѓани, поучени од сите овие 27 години, како се преговарало, како имало неправди, колку пати сме биле закочени и така натаму, донесовме одлука храбро да влеземе. Ние нашата одговорност ја презедовме. И јас, и владата што ја водам, и нашиот парламент. Донесовме одлука. Не калкулиравме никако, затоа што пред се и пред сите наши политики и пред нашите политички партии ја ставивме Република Македонија. После 27 години поучени, склучивме договор, решивме спор,
добивме пријател. Донесовме договор конечно после 27 години со Република Грција. Почитувани пријатели, мора сите да знаеме дека договорот е фер и праведен и двете страни подеднакво добиваат. Некој вели, еве опозицијата и во Грција и во Македонија се нешто се фефла, се нешто мрчат и двете страни, значи исто сме добиле или исто сме изгубиле. Јас ве уверувам дека со договорот со Грција двете страни добија и ништо помалку. Овој договор обезбедува перспектива, пријателство, интеграција, среќа, економија, инвестиции, развој, обезбедува европска иднина. И видовте дека направивме компромис. Затоа што само компромисот може да не мрдне од мртва точка. Само преку компромис може да има напредок. Доста беше калкулирање во државата. Знаат и малите деца дека мораше и мора да се реши прашањето со името со Грција. Затоа донесовме храбра државничка одлука. Затоа знам дека и нашиот народ ќе донесе исправна државничка, татковинска, родолюбска, историска одлука за Македонија. Прифативме додавање на зборчето Северна во нашето уставно име. И сите знаат дека тоа е факт. И сите знаат дека тоа е правично. Од историска Македонија ние сме северниот горниот дел. Учевме дека има Егејска и Пиринска Македонија. И сега што? Ќе го нападнеме Солун? Ќе освојуваме во 21 век други земји? Не, почитувани пријатели. Македонија, сите етнички заедници, е определена да ги отвори границите, да гради пријателство, да подава рака, да создава иднина. Затоа донесовме храбра одлука. И отидовме, знаејќи дека мораме едно да заштитиме. Да го заштитиме нашиот македонски идентитет. И не само што успеавме да го заштитиме нашиот идентитет и јазик, туку и да го потврдиме и да го зајакнеме. Грција го призна нашиот македонски јазик. Грција го прифати и призна нашиот македонски идентитет. Најдовме формула како да се признаеме на темелите на минатото, да градиме иднина. Испишавме европска историја. Затоа, почитувани граѓани, да бидете горди, имаме најдобар договор на свет. Подобар не може никој да добие. Договорот ги исполни вековните аспирации на нашите татковци, дедовци и прадедовци. И кога се бореле во Крушево Илинден, и кога се бореле во Народно-ослободителната војна, и кога се радувавме за независноста на Македонија. Конечно добивме држава признаена од сите, од целиот свет, во која што живее доминантно македонски народ, признаен од целиот свет, кој што зборува македонски јазик, признаен од целиот свет. Никој повеќе не спори, не призна целиот демократски свет, не призна Европа, не призна светот. Ја приметивте мојата среќа и очараност во моето лице и гордоста што ме ја возможи Европскиот парламент. Премиер на мала Македонија, да зборува на македонски јазик и да добие стоечки овации
од десничарите, левичарите, либералите, зелените политички партии, сите. Да имаме можност пред Европа да зборуваме за европските вредности, за нашата верба во модерна и демократска Европа. Почитувани граѓани, ова е голема чест и гордост за сите нас, за сите граѓани во Република Македонија. Ајде да не дозволиме да разочараме таа доверба која што ни е дадена од сите наши големи пријатели. Ајде со гласање за на овој референдум да му покажеме на светот дека го почитуваме пријателството и ја почитуваме подадената рака. Сакам во оваа прилика неповторлива, во оваа прилика кога Македонија овде на оваа улица и крајот не и се гледа, да ги поздравам сите што се овде и да искористам можноста да се заблагодарам како македонец на нашите сограѓани албанци, на нашите сограѓани турци, срби, власи, роми, бошњаци, сите во ова наша убава мултиетничка Македонија. Ви благодарам за солидарност. Ви благодарам што имавте разбирање за нас, македонците, борејки се за нашиот македонски идентитет. Сакам да ве уверам дека ако беше загрозен албанскиот идентитет, ќе се борев исто како за македонскиот идентитет. Исто ќе го направив и за турскиот идентитет, и за српскиот, и за ромскиот, и за бошначкиот, и за влашкиот, и за сите. Ова ваша солидарност, ова ваша демонстрација на единство ја прави Македонија тоа што е. Ја прави Македонија и јас, и вие да се гордееме до небо, да држи лекција на различна обедината Европа, да каже дека ова Европа во мало, ова ваше солидарно и европско однесување е најсилната гаранција дека Македонија ќе биде и членка на НАТО, и членка на Европската Унија. Почитувани граѓани, вие граѓаните сте архитектите на еднината на нашата земја. Вие сте градителите на наша Македонија. Дојдоа пријатели од цел свет и ни кажа јасно и гласно, појасно здравје, зборуваа на македонски јазик, кажуваа ве чека НАТО, ве чека Европска Унија. Ви нудиме пријателство, ве нудиме соработка. Конечно сакаме да споделиме со вас се што имаме, и вредности, и перспективи, и слабости, но и предности, да бидеме рамо до рамо. Сака да ни кажат секој од големите светски лидери кои што дојде во Македонија и ќе доаѓа до референдумот, да ни понудат иднина, да ни понудат перспективи. Затоа ние сме тие кои што треба да им одговориме. Сите на многу внимателен јазик кажа, ние сме тука за вас, но зависи од вас, од вашата одлука. Некој ни кажува дека клучот е во нашите раци, кај нас, граѓаните. Клучот од портите на НАТО и на ЕУ се токму кај нас, почитувани граѓани. Ние сме градителите, неимарите, архитектите на нашата иднина. Видовме за 27 години се. Видовме и победи и подеми. Видовме и среќа и жалост во оваа Македонија. Но сите знаеме дека не чекориме со посакуваното темпо кое што го заслужуваме. Чекоревме кога бевме во заедница во бивша Југославија. Нашето место е внатре, интегрирани во современиот свет, во Европската Унија и НАТО. Сите знаеме дека токму ние ја носиме одлуката за еднината на нашата земја. Сакам да искористам приликата да се обратам и во мое и во ваше име овде присутни, овде пред канцеларијата на Европската делегација,
до сите неопределени или се уште неодлучени граѓани во ова наша земја. Немојте да мислите дека има некоја резервна варијанта. Немојте да мислите дека ова секако ќе го биде. Не, демократија, народот мора да ја донесе ова одлука. Јас направив се што можам. Владата донесе одлука, парламентот донесе одлука. Ветивме референдум, еве го и референдумот. Тоа е највисоката и врвна алатка за секоја демократија. Само преку референдум, само преку одлука на граѓаните, ќе имаме обезбедена и осигурана иднина на нашата Македонија. Алтернатива нема. Се е бездна, се е кањон, се е пропаст, се останато е невредно за размислување. И затоа сите сме исправени пред сериозна одлука. За сериозни одлуки се превзима акција, се гласа, се излегува, се одлучува. Дома не се седи, не се барат било какви изговори, затоа што се работи за иднината и на татковината, и на децата наши, и на генерациите што доаѓаат после нас. Немој да мислите дека вака или онака некако ќе ја биде. Не, ќе ја биде само ако излеземе сите, сплотени, здружени, во братство и единство, единствени за единствена Европска Македонија. Почитувани граѓани, ова е наша граѓанска и родителска одговорност. Партиите не вредат овде. Партиите немаат никаква функција овде, никакво влијание овде. Партиите после 30 може повторно да се борат меѓу себе. Ова е за единствената наша партија Република Македонија. И ова е обврска и право на секој наш граѓанин. И не смееме ниту да помислиме од било која причина да мрчиме, да бараме изговори. Ова е наша одговорност пред нашата татковина. Ова е наша одговорност од прв до последен пред Република Македонија. Ова е наша и граѓанска и родителска одговорност пред нашите деца и нашите внуци. Ова е наша одговорност за иднината на Европска Македонија. Затоа, почитувани родители, погледнете ги во очи вашите деца и ќе го препознаете повикот на иднината, повикот на Европска Македонија. Само седнете со нив или гледајте ги од страна и ќе сватите што нашите деца заслужуваат. Заслужуваат перспектива, заслужуваат иднина. Доста беше измачување меѓупартиско. Сите мораме да ги разбистриме главите и да ја сватиме одговорност. Нашите деца се наша одговорност. Никој друг нема да обезбеди нивната иднина. Ние, родителите, сме должни да обезбедиме нивната иднина. Драги млади, ова иднина останува на вас. Ова Македонија, која што ни ја дале нашите татковци нам, ви оставаме на вас, младите луѓе, да ја чувате, но и да ја живеете. Затоа, почитувани млади луѓе, немојте несериозно да ја сватите работата. Ова е повеќе од сериозно. Ова е повеќе од секој поединец, од секој политичар. Ова е повеќе од се на светот. Ова е за вашата иднина. Ова е за вашата, за нашата заедничка Македонија. Младите се авангардата на Европа. Ке докажеме, почитувани млади, дека младите се и авангардата на Европска Македонија. Затоа, почитувани граѓани, немојте да имате дилема. Ниту има план Б, ниту има план С, ниту има друга алтернатива. Никој не нуди, еве на 14 дена сме до гласање. Нема друга алтернатива. Таа е единствената алтернатива за Македонија. Затоа да нема дилема. Во акција сите излези
и гласи за Европска Македонија. На 30 да се дотерате со најубавата облека, да ја ставите најубавата насмевка на вашето лице, да го земете за едната рака вашиот најмил или најмила, а во другата рака да ја фатите иднината, да излезете, да гласате, да се вратите дома и да ги гушнете своите деца и да бидете горди, оти сте донеле одлука за вашите деца, за нашата Европска Македонија. Ова е непропуштива шанса исто така да искористам и да повикам до оние кои што се уште немат став, односно имат страф. Време е за став, време е за историска одлука. И ќе бидам многу внимателен заради тоа што пресериозно е времето пред кој што сме исправени. Во сериозно време треба сериозни одлуки. Затоа ќе кажам, почитувам пријателе Мицковски, знаеш дека подобар договор ниту можело, ниту ќе може да се постигне. А заедно сите сме за Европската Унија и НАТО. Знаеш кога веќе не може подобар договор да се постигне. Како? Како поинаку ќе оди Македонија во НАТО и во ЕУ? Има ли друга алтернатива, ако не ова единствена шанса која што сега има? Зарем и од ова ќе правиме политичко калкуланство? Зарем и за ова ќе се караме? Зарем не слушаш дека народот ни вика дајте бе луѓе за една работа заедно застанете? Те повикувам и тебе, и сите членови и симпатизери на ВМРО ДПМН. Ова не е за Заев и Мицковски, ова не е за СДСМ и ВМРО ДПМН, ниту за било која друга партија во Македонија. Ова е за нашата татковина, Република Македонија. Ако ни биле лидерите предходно за НАТО и за ЕУ, ако ние двајцата сме за НАТО и за ЕУ, ајде заедно да застанеме и да одработиме за НАТО и за ЕУ. Ако не за НАТО и за ЕУ, дај да одработиме заедно за Македонија. Дај да одработиме за твоите и за моите деца, за нашите деца. Да одработиме за генерациите кои што доаѓаат после нас. Ајде заедно по ова прашање да застанеме сите, заедно да обезбедиме и осигураме независна Република Македонија. Почитувани граѓани, 30 септември е ден на избор. Сите знаеме дека ќе дојде и 30 септември и ќе помине, и прашање е како ние ќе се чувствуваме сите. Заради важноста историскиот момент, неповторлив, заради честа на оваа генерација, кој што се падна да донесе оваа токму историска одлука. Јас ве уверувам дека ова шанса не смееме да ја пропуштиме. На 1 октомври сакам сите, кога ќе станеме и ќе се погледнеме во огледалот, да видиме насмеани и озарени лица, горди лица, честни граѓани кои што осигурале и обезбедиле иднина и за својата татковина, но и за своите деца и за нашите поколенија. Немојте да дозволите да ви горчи во градите. Немојте да дозволиме да се објаснуваме дали сме имале толку капацитет или не. Немојте ова шанса да ја пропуштиме. Затоа што шансата ни е на дофат. Толку малку фали да ја постигнеме историската шанса за нас и за нашите деца и за нашата Македонија. Ве повикувам сите на 30 септември со кренати глави да ја зграбчиме шансата и да бидеме горди граѓани на Европска Македонија. Што и да правите тој ден, на 30 септември, почитувани граѓани, сериозно
ке влияе тоа ваше правење тој ден на иднината на вашите деца, на иднината на вашата земја Македонија. Што и да правите, па вие одлучете. Дилеми не смеете да имате. Излезете да ја завериме нашата независност. Излезете, бидејќи зависи само од вас и од никој друг. Ставете белек, оставете ваша тула, градејќи ја иднината на Македонија. 30 септември е ден за избор. 30 септември е ден за акција. 30 септември не е ден за седење дома. 30 септември е ден за гордост. 30 септември е ден за среќа. 30 септември е ден за испишување историја. 30 септември е ден за Европска Македонија. Излези за Европска Македонија!